Премиерот Никола Груевски заедно со делегација во чиј состав се вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски и заменик министерот за економија Христијан Делев се во неколкудневна посета на Народна република Кина. Груевски ќе учествува на 4-тиот самит на шефови на влади на земјите на Централно-источна Европа и Народна република Кина, како и 5-тиот економско-трговски форум во Суџоу, на кој се очекува да присуствуваат над 1000 представници од бизнис секторите. Премиерот Груевски имаше обраќање на самитот на шефовите на влади каде присуствуваа 16 делегации од државите од Источна и од Централна Европа и домаќинот кинескиот премиер Ли Кечијанг. Република Македонија и Народна република Кина ги поврзува традиционално пријателство, чии билатерални односи континуирано бележат нагорен тренд, но изголемена соработка во реализација на важни проекти во рамки на Централноевропската иницијатива, истакна премиерот Груевски. А македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски денеска учествува на 7-та министерска конференција за земјите од Југоисточна Европа, организирана од Германскиот институт Аспен. На конференцијата се дискутира за актуелни прашања и предизвици на патот кон евроатлантската интеграција и регионалните соработки. На конференцијата учествуваат високи представници од земјите од Југоисточна Европа, Европската унија, како и од Соединетите американски држави. Поповски учествува на оваа конференција на покана на германскиот и на италијанскиот колега Валтер Штајнмајер и Паоло Джентилони. Интернационалната компанија Weibo Group најави нови вработувања во Крива Паланка. Компанијата, која за само една година стигна до 600 вработени, веќе прави нови развојни планови за проширување на бизнис операциите во Македонија, со што ги демантираше тврдењата и обвинувањата од опозицијската СДСМ за виртуелни инвестиции со 0 работни места. Ние го заштитуваме нашиот суверенитет. Нашите активности не се насочени против ниедна земја во светот. Тоа го изјавил официјален представник на турските власти за руската газета. Службеникот од Анкара ги поддржал активностите на противвоздушната одбрана на земјата, кои денеска јавија за соборување на руски авион Су-24. Денес турската армија објави за соборен руски воен авион во близина на границата со Сирија поради нарушување на воздушниот простор. Кремљ пак со сигурност знае дека рускиот воен авион Су-24 урнат денеска се наоѓал над Сирија во сирискиот воздушен простор, изјави портпаролот на рускиот претседател Дмитри Песков. Тој додаде дека во овој момент не би било правилно да се зборува за какви било последици по руско-турските односи, откако турските ловци го соборија рускиот авион. Сепак, се уште не сме добиле информации од нашето Министерство за одбрана за причините за падот на авионот. Знаеме само дека се наоѓал во воздушниот простор на Сирија, над територијата на Сирија, нагласи Песков. Предходно, турската приватна телевизија CNN јави дека турската воена авиација урнала борбен авион на границата со Сирија, што го нарушил турскиот воздушен простор. Медиумите соопштија дека авионот паднал во реонот на сириското село Јамади, што се наоѓа непосредно до турската граница, каде што живеат туркмени. Турските медиуми, повикувајќи се на високи воени извори, соопштија дека авионот бил урнат од турски авион ловец F-16 и дека пилотот бил претходно информиран, пошто безбедно се катапултирал. Во меѓувреме, во напад на американските воздухопловни сили врз позициите на Исламската држава на североистокот на Сирија, уништени се повеќе од 238 цистерни со нафта на оваа екстремистичка организација, соопшти американската војска. Исламската држава заработува големи суми пари од нафтата која ја произведува на освоените нафтени инсталации.